Институцијата со највисоки плати наместо да биде независен регулатор на пазарот за електронски комуникации, на голема врата се користи за вдомување на партиски кадри. Адвокатот на екс-премиерот Заев и поранешен кандидат за градоначалник на општина Центар од ЦДСМ Мирослав Вујич, поранешниот советник од ЦДСМ во општина Карпош Владимир Станивуковиќ, а и правниот застапник на социјалдемократите Стевица Јосифовски се тројца од вкупно 9 членови кои ќе се борат за 2 столчиња во комисијата на АЕК, тело на агенцијата која котира високо заедно со директорот. Алфа го контактираше Вујич, која потврди кандидатурата за комисијата на АЕК. Да, имаше јавен оглас од собранието. Јас се кандидирав. Немам никакви дополнителни информации. И Станивуковиќ, кој во претходниот мандат од 2017 до 2021 бил советник во општина Карпаш, се бори за столче во АЕК. Партиски извори за Алфа брифираа дека Станивуковиќ важи за близок човек на премиерот Ковачевски. Стевица Јосифовски пак, кој веќе е дел од комисијата на АЕК, сака претениците да му дадат уште една шанса долга 5 години. Двајцата нови членови што треба да ги избере собранието за комисијата во Агенцијата за електронски комуникации, освен што треба да го имаат соодветното образование, според законските одредби, не смее да бидат партиски членови. Во текот на време траењето на својот мандат, членовите на комисијата не можат да бидат претеници во собранието на Република Македонија, членови на владата на Република Македонија, како и лица кои извршуваат должности во органите и телата на политички партии, како и да бидат вработени во оператори. Алфа од своји извори дојде до имињата, а пријавени се 4 македонци и 5 албанци. Според истите извори, договорот што паднал меѓу владеачките партии уште кога се формирала владината коалиција, било дека овие 2 места ќе бидат резервирани за социјалдемократите, но сега стравуваат дека ДУИ ќе даде поддршка за нивните кандидати, а битка има и меѓусебно во партијата на Ковачевски поради поделености и различните ставови во партиските табори, брифираат за Алфа. Од друга страна, собранието досега нема објавено детали за кандидатите, а од комисијата за прашање на изборите и именувањата нема закажано седница по овој оглас.